Toksičan šok verovatno je причината која во смрт ги однесе 26-годишната трудница од Штипина и зиното неродено бебе. Ова е предпоставка на лекарите од Штипската клиничка болница кои директно биле вклучени во обидот да се спаси нејзиниот и животот на бебето. Според клиничкиот текст што го имаше, според тоа у која брзина и какво темпо се развиваше ситуацијата, можеме да претпоставиме само дека се работи за состојба на токсичен шок, кој што у суштина беше веќе во фаза на иреверзибилност, каде што ние, за жал, докторите не можеме многу да направиме. Трудницата еден ден претходно се пожалила на симптоми на труење. Патот до реанимација води од итната медицинска помош преку матичниот гинеколог и инфективното одделение. Откако сите тие не успеале да помогнат, таа од 12 часот е во рацете на реаниматорите во состојба која тие ја оцениле како исклучително тешка и опасна. За час и половина пациентката добива 3 инфузии, 2 инекции адреналин директно во срцето и кислород, но состојбата не се подобрила. Се одлучува хитно за царски рез и детето се пораѓа некаде, значи ово е 42, во 13 часот и 6 минути. Сестрата у соседна сала вика, тогај баш го дадовме лекот на пациентот што се оперира у соседната сала, за тоа знам дека е толку саатот. Значи ние влегуваме у сала, у 1:15 е извадено бебето, меѓутоа и оно, безживотно. И кај него е пробана реанимација, и кај него е пробано интубација, не пробано, него е интубирано, па преку тубус е давано адреналин. Оти на таков начин може да се дава кај новородено, без резултат, значи кај него регистрираме смрт. Од болницата се категорични дека од нивна страна се преземени сите мерки и дека во случајов не се работи за лекарска грешка или за проблеми со апаратурата. Значи да расчистиме, ние немаме најнови апарати, најнов модел на апаратура, али апаратурата со која работиме и мониторингот што го имаме им гарантира сигурност за оперативните интервенции кои ние ги извршуваме и анестезијата која пружаме. Точните причини за смртта на трудницата и плодот ќе ги даде судска медицина која е задолжена за обдукцијата. Дополнително формирана е и стручна комисија од Министерството за здравство и од клиничката болница која ќе врши целосен увид во документацијата. Останува нејасно зошто пациентката од инфективно е префрлена на акушерското одделение и зошто на пресконференцијата немаше ниту еден лекар-инфектолог. Инаку трудницата била во 8-миот месец на бременоста и за неколку недели требало да се породи. Ова е нејзина прва бременост и таа, за жал, заврши трагично.